Убава вест доаѓа денес од Штип. Уште еден пациент кој беше заразен со коронавирусот е со 2 последователни негативни резултати и тој се смета за веќе излекуван. Станува збор за пациент од исто семејство како и претходно излекуваните двајца пациенти, кои инфекцијата ја добија по престој во Србија. Со ова бројката на излекувани во Штип се искачи на 3. Посакувам овој тренд на излечени од COVID-19 да продолжи да расте, но и очекувам граѓаните да продолжат со целосно почитување на мерките за превенција и заштита и се надеваме дека наскоро ќе имаме уште позитивни вести кои што ќе не радуваат, а и наскоро да очекуваме и најави од Министерството за здравство кои што ќе најават намалување на забраните за движење, но до тогаш мораме да бидеме трпеливи и да го почитуваме се она што е дадено како порака од Министерството. Од друга страна, позитивен резултат на COVID-19 се покажа кај едно лице од Чешиново Облешево вработено во општината. За останатите вработени се уште се чекаат резултатите од земените брисови. Нов пациент со корона инфекција има и во Пробиштип, со што бројот на заразени во оваа општина се искачи на 2. Во моментов на инфективното оделение се хоспитализирани вкупно 13 пациенти, од кои 9 се позитивни на COVID-19 и се со средна клиничка слика, а за останатите 4 пациенти кои се со сомнителни симптоми се чекаат резултатите од брисевите. Во моментот на ова оделение има пациенти од Штип, Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. За нив се грижат 2 инфектолози од Штип и Струмица и еден специјализант, а од Министерството за здравство има најава дека на помош деновиве ќе пристигне и инфектолог од Кочани. Ова состојба нема да заврши сега. Целта е да се амортизира ударот кон здравствениот систем за да може бројот на пациенти кои што сега се диагностицира да биде примен, хоспитализиран во болничките установи. Во повеќе земји веќе се размислува во таа насока и ние размислувавме како ќе се поставиме и како ќе функционираме и после овој првичен пик на болеста ќе не чека интензивна работа практично до крајот на годината, можеби на почетокот на следната година се до стекнување на одреден колективен имунитет или до пронаоѓањето на вакцината. Вкупно на територијата на 11 општини од регионот во изолација се 285 лица. По општини состојбата е следна: Штип 92, Кочани 57, Чешиново Облешево 35, Македонска Каменица 18, Делчево 11, Виница 16, Берово 9, Зрновци 12, Карбинци 6, Пробиштип 26 и Пехчево 3. Најдолгата забрана за движење од 61 час во регионот не ја издржале 46 лица. Полицијата приведе 40 лица, од кои 2 се малолетни и 3 над 67 години. На останатите им се земени податоци и ќе следуваат соодветни мерки. Поднесени се 17 кривични пријави по член 206 од Казнениот закон. Контролирани се вкупно 421 објект. Во државен карантин спроведено е 1 лице. Информираат од СВР Штип. Освен полицијата, обиколка на општините и граѓаните вршеа и градоначалниците. Може да се пофалам дека нашите жители е дисциплинирани, оние луѓе кои што имаат потреба да ги обработуваат своите земјоделски површини дисциплинирано од дома со земјоделската механизација излегуваа непречено до своите површини. Не е регистриран ниту еден случај на прекршување на овој полициски час. Исто така може да спомнам и за сточарите, значи непречено ги напасуваа своите стада. Во меѓувреме набавена е нова заштитна опрема за вработените во клиничката болница во Штип. Набавени се 30.000 капи, 50.000 калјачи, 100.000 хируршки маски и 900 хируршки мантили. Болницата има потреба од 10.000 хируршки мантили, но очекуваме во текот на оваа недела да се набават и дополнителните мантили. Информира директорот на клиничка болница Ален Георгиев.